Добро вечер за следниот гледач. Тема парламентарни избори, Дуја Миначенте. Добро вечер. Да, повелете. За парламентарни избори ја ви кажал, се уште парламентарци или народни пратеници не имаат разбрано нивната улога. Јас колку што знам, сите пратеници народни што се треба да се грижат за тие 4 години нивни мандат да го подобрат животот и стандардот на граѓаните. Кај нас дека што видовме во предизборнава кампања? Видовме, значи, говор на омраза 200%. Заев вика не чини, овој Мицковски вика, Заев таму слика спотови, исправи се на Абе, Мицковски, господин Мицковски, мене не ме интересира за Заев. Јас знам Заев и неа сите гледаат, знаеш шо прави Заев, шо прави. Кажи ми ти, за да гласам за ВМРО, за тебе, кажи ми што ти ми нудиш. Ама они ништо не нудат, нити едните, нити другите, нити петтите. Они само гледаат да победиме. Као и вчера тој што се јави, дали ќе погине за Македонија. Абе, пројде тоа време на крв, на пролевање, Хитлери, Митлери, ти работи. Се качивме на Марс, на медицината отидовме луѓе. Па сега е времето на интернет. Па дај малце, освестете се македонци народе, бе. Пуштите таа османлиска култура 500 години. Дај веќе еднаш заборавете ја. Да преидеме малце, да одиме напред, бе, луѓе. Да идеме со памет, со разум, а не со тепање, со победување, со не знам шо, бе. Нема врчка апсолутно, значи, нити некој победува, нити кого победува Мицковски, кого победува Заев, кого победуваат, не е јасно, кој со кого се тепа. А они го разбрани сосвим погрешно. Народни пратеник треба да биде 4 години за да подобри животот на народот, а не таму да седне во фотелја и на своите родни да дели тендери. А вака да те прашам, кажи ми, зашто па ниеден од нив што ги поддржува не ги праша? Народот едноставно не збори за подобрување на животот. Гледаш во емисијава моја со години наназад. Никогаш не се збори за подобрување на животот, туку за предавства, за гинење, за ова, за она и такви работи. Многу добро го кажа тоа османлиски менталитет. Османлискиот менталитет се уште владее кај нас. Значи, ние уште не сме излегле од турското робство. Уште живееме во тоа. И кога беше Тито, ни беше убаво за тоа што Тито ни сервираше све на тацна. Значи, македонецот не да се труди да направи нешто сам за себе, него чека некој да му го направи нештото. А овие што сега гласа 50-50%, тие се тие што се од ВМРО што добиле некоја си запослување на ќерка, на син, на она, или некоја си друга привилегија, или од СДС, исто така, па се гледа колку се гласовите, толку другите 70% мислам граѓани нити гласа, нити излегува на гласање, или 60%. А зошто не излегува на гласање? Па затоа што нема понуда. Нема понуда. Зашто да гласа кога нема понуда? Никој не понуди да рече луѓе, јас ќе направам болница, ќе направам школството кај нас е ужас, ги утепаа децава. Значи ги утепаа, јас сум бил и Германија и Америка и зборувам 2-3 јазика. Не е тоа битно. Битно е што у Германија има 20 тестот 20 прашања за полагање за водачка дозвола. Кај нас има 32. Да бе, како да ви кажам, стадо крдо кога оди по главен магистрален пат, колку треба луѓе да ги тераат, со ноќе софери или на велосипед, мотор, колку години треба да има да вози. Абе без везе прашање, уште од Тицо Василевско 45 година со коњи запрегата преку железниčka пруга, дали треба да се води или да се тера. Значи, ништо не е изменето 45-та нам. Не сме мрдане напред. Треба да излезат овие попаметните луѓе. Не да се става човек од партија. Мене не ми е битно за албанецот, што е албанец да биде премиер. Нека биде премиер, не албанец и Ром и од Марс, ама нека биде паметен човек да води државава. Јас, значи, сум работа во многу фирми, сум работа за америчка војска
и таму не знаева името, верувате, не знаева името да ми го зговорат. Менаџерот не знаеше каде е Македонија. Меѓутоа, они беа задоволни од мојата работа и од мојот труд. Нив не им е гајле дали си ти од кај си од Марс, нив им е битно американецот да ти работиш вредно и да го знаеш тоа што го работиш занатот. И крај. Кај нас сум дека стави го Јанко затоа што ми е брат, учител брат. Не. Таму вика стави го Јанко затоа што вреди, што ја знае работата. Фала ти многу за јавувањето, супер беше.